Во рамките на 15 годишната национална програма на Црвениот крст на Република Македонија, Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, ЦКПХФ, младите учат за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество, а при тоа изработуваат и мали проекти за добробит на заедницата. Имајќи ја предвид стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, третата стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост и култура на ненасилство и мир. Токму заради тоа, од оваа година воведена е нова недела во традиционалниот календар на активности, недела на промоција на хумани вредности од 21 до 27 септември. Златен канал веќе информираше дека младите од целата држава преку своите клубови на млади при Црвениот крст, вкупно 35 клубови, изведуваат представи на различни локации пред нивните родители, соученици, професори, пред целата заедница која е истовремено и целна група на проектот. Комплетното сценарио, подготовки, реклами, промоција е организирано од страна на младинците. Насловот на театарот е по истоимениот филм "Погодете кој доаѓа на вечера". Основата за сценариото во филмот ја прави приказната за млада девојка која се влюбува во момче од црна раса, но во контекст на нашето општество, тоа е некој кој е од различна верска припадност. Во представата се појавува и лик на представник на Црвениот крст, кој има поинакви гледишта и кој се обидува да ја врати човечноста во градот. Дали театарот ќе обработи и представи трагедија или комедија зависи од самата група која го изработува. Преку представата младинците се обидуваат да потврдат дека почитта на разновидноста на културите и толеранцијата, диалогот и соработката, взаимната доверба и разбирањето се меѓу најдобрите гаранции за мир и соживот. Како што и претходно напоменавме, ПХВ тимот од Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка активно се подготвува за поставка на представата "Погодете кој доаѓа на вечера", а ние ги посетивме на една од завршните проби за да ве заинтригираме задолжително да ја погледнете представата. Премиерната изведба ќе биде прикажана во Националната установа Центар за култура Крива Паланка на 3 октомври со почеток во 19 часот. Дарко Пешовски од Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка, еден од главните организатори, говори подетално за представата. Актерскиот тим, тоест целиот тим што го работи клубот на млади на Црвен крст од Крива Паланка, го работиме веќе интензивно во изминатите неколку денови, се спремаме за давање на театарската представа "Погодете кој доаѓа на вечера". Сакаме да го представиме она мултикулти општество или да воспоставиме некој диалог помеѓу заедницата или еден вид оваа представа да биде добробит за самата заедница во општеството во кое живееме. Овие театарски представи под истото име, значи "Погодете кој доаѓа на вечера", се одвиваат широм Македонија, значи во сите основни клубови на млади ќе бидат проследени. Значи целокупниот материјал од театарските представи ќе бидат проследени до ПХВ канцеларијата, каде натака ќе бидат оценувани и доследно до оној дел дали некој ќе бидат оценети позитивно, некој делумно позитивно, но мислам дека по тоа што дел од театарските представи веќе се реализирани во неколку општински организации, многу бурно се прифатени од локалните заедници и едно големо браво за целокупниот проект што се одвива на ниво на Македонија. Ни остави една добра порака дека мораме да се дружиме, мора да се забавуваме, мора да бидеме едно. Бидејќи Црвен крст е таква организација, Црвен крст е, нели како што велиме во народниот јазик, куќа на хуманоста, каде некој влезе во неа, тешко излегува, така да со овие театарски представи младината се спои во едно и мислам дека доследно до крајот ќе го одработи и нашиот клуб на млади. Што сите заедно ќе бидеме сведоци во среда да го посетиме во 19 часот во Домот на културата. Младите волонтери сериозно се зафатија со подготовката и реализацијата на представата. Слушнете накратко од нив за што говори таа. Ја носам јас улогата на наратор и главната цел на представата е да ги промовираме основните принципи на Црвениот крст, помеѓу кои се толеранцијата, хуманоста, непристрасноста, љубовта и така натаму. Така, Кирил, ти го глумиш ликот на Марко во представата. Што представува твојот лик? Што им пренесувате вие на сите оние кои што ќе ја погледнат представата? Да, преку мојот лик и ликот на Дина е представена љубовта и со драмата потенцираме дека не треба да се дискриминира врз никоја основа. Се надевам ја поттикнавме вашата љубопитност. Бидете хумани. Вклучете се и вие во промоцијата на хумани вредности и проследете ја представата "Погодете кој доаѓа на вечера" на 3 октомври со почеток во 19 часот, Национална установа Центар за култура Крива Паланка.